Естонскиот рапер Томи Кеш ќе ја представува својата земја на годинашниот избор за песна на Евровизија со песната Еспресо Макиато. Тој веќе го привлече вниманието на евровизиските фанови со својата интересна појава, а сега многумина го коментираат и текстот на песната. Животот можеби ќе ти даде лимон кога танцуваш со демоните. Нема стрес, нема потреба да бидеш депресивен. Моја љубов, еспресо макиато, 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 гласи текстот на песната. Томи Кеш на почетокот од настапот позира со шолја кафе, а потоа извидува интересен танц во кој се витка додека на неговото сако е залепено ливче на кое пишува "Ја сакам Евровизија". Тој доби бројни коментари на социјалните мрежи, а главното мнение е дека песната е полн погодок за Евровизија. Томи ќе ја победи на Евровизија, да не биде дека не сум ви кажал. Ова е гениално. Песната е толку луда што е брилијантна. 12 поени. Се дел од реакциите на фановите на YouTube. Некој го споредија со коланѓанецот Јост Клајн, кој минатата година ги освои симпатиите на публиката со песната Европапа, но беше дисквалификуван пред финалето, што предизвика гнев кај фановите. Интересно е што раперот пред 3 недели објави фотографии со Клајн на кои позираат во огромни оддела, а во описот напиша "Обединети преку музиката". Пејачот Ѓоко Јович ја објави својата најнова песна која го носи насловот "Стари навики", а за истата сними и модерен спот. Музиката и текстот се дело на Христијан Настевски Пајак, додека аранжманот го направи Иван Јованов Ивајо. Спотот е малку поразличен од она што е навикната неговата публика. Станува збор за спот со специјални филмски ефекти какви што гледаме во светските спотови. Целата идеја и реализација на видеото е дело на продукцијата Urban Records. Овој проект е продолжение на претходниот кој го работевме со Пајак и многу сум среќен што првите реакции од публиката се одлични. Верувам дека многумина ќе се препознаат во темата и ќе уживаат во се што работевме изминатиот период, вели пејачот Ѓоко Јович. Како потсетување, пејачот Ѓоко Јович изминатата година објави 4 нови песни и филмски проект "Послушајте патриоти". Годинава ја започнува со "Стари навики" во соработка со младиот артист Пајак, а веќе работи на новите материјали кои јавноста многу скоро ќе ги слушне. Со својот бенд Energy Band настапува низ целиот свет, а традиционално секоја година има и австралијска турнеја. Во салата на Народниот театар од Битола се одржа 61-то издание поред манифестација избор на најдобри спортисти на Битола за 2024 година во организација на Сојузот на спортови на Битола со поддршка од општина Битола. Во име на организаторот на изборот, Сојузот на спортови се обрати председателот Сашко Павловски, кој присутните ги поздрави и им ги честита наградите на добитниците и се заблагодари на општина Битола и градоначалникот за поддршката која им ја дава на Сојузот на спортови и на спортот во Битола, а зборуваше и за големиот јубилеј на оваа манифестација која се одржа по 61 пат. Павловски нагласи дека големиот број на пријавени спортисти кои конкурираа за наградите говори за развојот на спортот во изминатата година, а комисиите на Сојузот на спортови и управниот одбор немале лесна работа да го направат изборот на најдобрите, а Сојузот се потруди да награди и поединци, клубови и компании кои дале придонес во спортот и направиле добри резултати надвор од надпреварувачките шампионати. Минатиот викенд клубот Епицентар ја објави најзначајната клубска соработка во историјата на македонската електронска музичка сцена со бриселскиот техно клуб Fuse, глобалниот лидер на underground денс сцената. Како срце на музичката сцена во Брисел, Fuse, кој е основан во 1994 година, ужива статус на културно наследство благодарение на својот углед и влијание низ Европа и светот. Клубот ги надмина сите промени и трендови во музичката индустрија, останувајќи верен на класичното техно и хаос музика и продолжува да создава простор каде звукот, културата и заедницата пулсираат заедно.